Таравари и Османи го прекршија законот за македонски јазик, а со тоа и уставот. Поставија билборди само на албански јазик, односно еднојазични. Истовремено, индиректно порачуваат дека не се гледаат себе си како председател на сите граѓани. Законот за употреба на македонскиот јазик неодамна беше донесен и влезе во македонскиот устав. Во него е јасно предвидено дека најавните настани што се организираат во државата, а се финансираат со средства од буџетот, задолжително мора да се употреби македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо. Задолжително се лекторираат на македонски стандарден јазик и на неговото кирилско писмо. Плакати, летоци, проспекти, транспаренти, рекламни табли, реклами на излози или друг вид рекламен материјал во физичка форма на правните лица. Кандидатот на Дуи Бујар Османи е насочен кон Европа, па на билборд неговиот слоган не е председател на Македонија, туку се рекламира како европски председател, а кандидатот на коалицијата Влен, во превод вреди, Арбен Таравари пак само како председател. Име на државата нема. Граѓаните не го поддржуваат поставувањето на билборди само на албански. Ова е недозволиво, реагираат луѓето, бидејќи живееме во Македонија. Според мене, јас мислам дека прво треба да се разбираме на еден сеопшт јазик, а тоа е македонскиот во Македонија, а после тоа, кој како сака дома нека се изборува. Па не е Албанија овде. Да. Обратно. И не ми е јасно што мислат нашиве македонци. Друго јазични нека биде. Мајчин јазик треба да има. Држава се заснива на македонски јазик. Значи, тој треба да се почитува. Иначе, малцинство има право на јазик, али не може да го игнорира веćinски јазик. Ваквите прекршувања на законот за употреба на македонскиот јазик требаше да ги санкционира Инспекторат за македонски јазик како правен субјект во рамките на Министерството за култура, но тој се уште не е отворен. Во ваква ситуација треба да постапи Министерството за култура, кој е предлагач на законот, но до овој момент од таму реакција нема.